Што среќа имаат ова американците секаде каде што ќе интервенираат да донесат демократија, случајно таму наоѓаат и нафта. Ударот на Трамп врзиран, а претходно во Венецуела, во суштина не е ништо ново. Американците од секогаш поставувале и рушеле мини диктаторчиња во Латинска Америка. Од секогаш доминирале или пак сакале да имаат целосна доминација на Блискиот Исток. Разликата е само во представата. Како тоа ќе му се представи на останатиот дел од светот? Што, зарем некој навистина мисли дека рушењето на Гадафи, Асад или Садам Хусеин има никаква врска со човекови права? Па немојте ви се молам. И мали деца знаат дека причината е нафта, доминација на производството и незиниот транспорт. Тоа што го прави Трамп сега е само симнување на ракавиците. Нема веќе маски. Нема зошто да се мачи да подготвува цела приказна за да оправда тоа што сите го знаат. Зарем некој ќе ми докаже дека сега во Либија, Сирија или да поубаво се живее отколку за време на Гадафи, Асад или Хусеин? Да, овие луѓе беа диктатори. Крадеа, убиваа, ја задушуваа слободната мисла и слично. Но бројката на нивните жртви не се мери со таа што ја имаме денеска. Знам дека со ова се отвара и дилемата. Нели е исто така слобода и ако по своја волја изберам да живеам во диктатура, која ќе ми ограничи слободата на многу полења, ама ќе ми обезбеди нормален живот, кров над глава, храна на маса, социјална, здравствена и образовна сигурност. Дали ако некој насила ми подари демократија, со тоа нели ми ја наруши екзистенционалната сигурност, нели со тоа ми ја ускратува слободата да изберам безбеден живот. Со ова не сакам да ги оправдам ниту Гадафи, Асад, Хусеин, но факт е дека луѓето во овие држави за време на диктатурите има поквалитетен начин на живот од тој што го имаат сега. Таа пуста нафта. Среќа што ја немаме.